Искршени клупи, чешми, детски реквизити, јавни тоалети и урбана опрема беше честа слика во минатото низ градот под Исорот. Во досегашните проекти беше поставена и обновена нова опрема од страна на надлежните, но сепак нецивилизираните луѓе знаат да нарушат дел од ваквите предмети. Ова се должи на несовесно однесување од страна на помладата популација, а постарите велат дека често бараат клупа за да зедат малку воздух и одмор. Што убаво градоначалникот става јаѓе, плочки, сегде, убаво направено, валат. Игралиштето, леваците стават, то за сенка, кршат. Што го прават? Од чиста мира. Претежно младите ли го прават? Па младите, кои кој ќе го прави? Да седне, сака. А нема клупа. Цела ноќ скитаат, лутаат, што ќе прават друго? И цел ден спијат после. Не цивилизација, не култура. Се може да се каже, само нормално нешто не може да биде. Чуват нешто не е така. По-цивилизирано, како не е цивилизирано. Потребна е контрола, но и построги казни за да се воспостави ред, исто како користењето на паркинг службата во градот, велат граѓаните пред камерите на Емнет телевизија и едногласно додаваат дека само така може да се намали ваквата ситуација. Нека се пушти некој да се види кој е тај шофер. Нека го казнат 10 клуби да направи, друг пат нема да прави така. Малку контрола да се врши по клупите, што друго да рече. Да седне стар човек. Ако си има човек, кој што става за колите за паркирање, да си има човек контрола да си врши. Може нешто да се... Ке го научи тај човек и ке бега. Камерите, да. Ке се види што е, како е. Во целата ситуација, доколку граѓаните забележат несоодветно хулиганско однесување, можат да пријават во соодветните служби, со цел да се спречи однесувањето, но и уништувањето, пошто за ваквите лица има санкции и надомест за штетата.